Супа? Не. Гулаш? Не. Телешка чорба, ама на мој начин. Ајде да ја направиме. Во тенџере со вода го ставаме говедското месо да се свари. Во овој случај користам плешка. Во тенџере додаваме масло, ситно сецкан кромит, заедно со рендан морков. Убаво ги пржиме. Откако кромидот и морковот убаво се испржија, сега ќе додадеме од претходниот бујон каде што се вареше месото. Исто така и вода. Од прилика 1 литар вода, пола литар од говедскиот бујон. Исто така ќе го додадеме и претходното варено говедско месо, исецкано на многу поситно. Нека се провари уште малце заедно со целата оваа вода. Сега ќе додадам 4 коцки говедски. Ке рече некој, батево да не претера со коцки, бе. Не претерав. На овој начин ќе добијам поинтензивен вкус на говедско и нема да додаваме сол. Доволно е. Јас искрено ставам малци лукче. Чисто за шмек. Сега треба да ја направиме запршката или некој што го вика црвило. Ајде да ја направиме запршката. Секогаш ставам малку повеќе масло за да ми излезе она потечна, да не биде како тесто. Што е целата магија со запршката? Претежно правиме грешки што не ја пржиме убаво, не го пржиме убаво брашното и потоа ни ствара тежина во желудникот. Кај ставам за почеток 3 лажици брашно. Потоа ќе видиме. Сосема доволно е. Сега е моментот да се додаде црвениот пипер, црвената мелена пиперка, но сега исклучуваме. Не го готвиме повеќе. Не ја готвиме повеќе запршката затоа што ќе ни изгори пиперката. Сега само чисто промешуваме колку само да се соедини. Повторно ја вратив чорбата на оган, сега ќе ја додадеме запршката. Ова е тој звук што го обожавам. На самиот крај ќе додадам ситно сецкан магдонос. Оставаме да проврие и тоа е тоа. Чорбата е готова.
на здравие друштво.